Тоа се тие. Јавачите под длабочините на слатки езерски води во Охрид. На поведок е уште една мисија, уште една авантура за членовите на нуркачкиот центар Амфора од Охрид. Единствен меѓународен лиценциран центар во Македонија, а во исто време и член на ССИ Адриатик клубот. Гледајќи во прозрачното синило на длабочините, верувам дека и вие посакувате да сте дел од овој потфат. Глабинско и ноќно нуркање, навигација, подводна археологија, снимање, фотографирање и уште што не. Членовите, професионалци од центарот Амфора, се секогаш отворени за вас. Охридското езеро, или како го нарекуваат Македонското слатководно море, е старо повеќе од 4 милиони години, најстаро во Европа и едно од најстарите во светот. Бистрата сина вода и неговите длабочини наместа достигнуваат и до 300 метри, па така создале услови да се формира богата флора и фауна со едемични видови кои обстојуваат само во ова езеро. Впечатливи се и бројните површински подводни извори, но најголемиот прилив на вода сепак доаѓа од изворите на Црн Дрим кај Свети Наум, за кои е научно докажано дека водата кои изворите доаѓа од Преспанското езеро, кое е на поголема надморска височина за 148 метри од Охридското. Изворите на Црни Дрим кај Свети Наум представуваат конекција помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Видливост поголема и од 100 метри, ендемични видови на флора и фауна. Погледнете го ова. Чин на мрестење.
Битка за опстанок на исклучително ретката Охридска пастрмка. Ова се единствените снимки кои се направени во природен амбиент во Охридското езеро. Снимките се направени во месец јануари, а со пастрмките се дружат Милутин Секуловски и Благоја Бежановски. Преисториска палафитна населба од бронзеното време, 1500 години пред нашата ера. Откриена 1997 година од Милутин Секуловски, првиот човек на центарот Амфора. Керамички садови, камени секири, кремени ножиња, коски и други орадија. Максимална длабочина 5 метри. Подводни археолошки истражувања редовно се изведуваат. Локалитетот е заштитен со закон, а во чест на пронаоѓачот го носи името Плоча Миќов град. Автори се инспирирани од подводната мистика на Охрид. Еве една метафора. Синото езеро се храни со светлост. Длабочините потсетуваат на вечност. Слушам како течат звуци, го довикуваат времето. Удолу во длабочините, тајни подводни одаи, преданија. Не замерајте ми, но умот ми летна кон длабочините. Посакувам да фрлам бисери и така да го исполнам мојот вечен завет.